Туристичките предиспозиции на Шар планина повод за интервју со професорката Арта Кадрију. Какви се предиспозициите на Шар планина, имајќи го на ум незиниот углед во минатото и она што денеска го имаме? Знаеме дека за една туристичка дестинација, како што е и Шар планина, мора, значи, како почеток да имаме поврзување на човечкиот фактор и туристичките природни потенцијали, за да можеме после, значи, да имаме една добра туристичка понуда. Можеме слободно да кажеме дека има многу добри значи, предиспозиции за развој на туризмот во овој регион. Има гласијални езера, има и доста извори. Климата исто така игра важна улога во развојот на туризмот во овој регион. Ако правиме споредба или анализа со минатото и да кажеме пред 70 години или повеќе, немаме доволна развиена инфраструктура. Да кажеме за туристичкиот зимски центар Попова шапка, кој е дел од Шар планина, пред некое време било во, да кажеме, топ европските туристички центри во исто ниво. А сега не можеме тоа да го кажеме поради тоа што веќе се видливи, значи, недостатоците кои почнувајќи од инфраструктурата и другите елементи. Но морам да потенцирам дека тоа не дека не може да се надмине, може и мораме да го направиме ради тоа што веќе кога тие од природата веќе ти е дадено, нас ни треба само да се, значи, да се ангажираме или да ги смениме начинот на менаџирање и да стигнеме, значи, до позитивните резултати кои треба ова место да ги искористи. Иако се направени многу студии досега за Шар планина, ниту една од препораките од овие студии досега не е искористена. Зошто? Јас лично би спомнела дека и пак би се фатила во тоа дека треба да се менуваат, значи, начините на менаџирање. Или стафот да се менува, значи тимот кој го води тоа, значи кој го менаџира, или, значи, да се бават квалификувани лица кои се баш за развој на овој регион. И ајде сега да сублимираме какви форми на туризам може Попова шапка како скијачки центар да развива, но и Шар планина, особено со прогласувањето на национален парк. Да, постојат доста видови на туризам кои можат да се развиват и кои се во развој. Значи, знаеме дека као прво најглавен ни е зимскиот туризам, како што е во зимскиот центар, туристичкиот центар во Попова шапка. Други имаме, значи, планински туризам, екотуризмот, риболовниот и ловниот туризам. Овие се најновите форми кои задно време, да кажам, последните години се како нови алтернативни форми за развој на туризмот. Но со прогласувањето на национален парк на Шар планина, нормално дека тука имаш и позитивни делови и негативни, да кажеме. Позитивно е дека те стануваш како бренд, како национален парк или во внатрешниот или надворешниот туристички пазар. Но негативно, ако можем да кажем, е дека, значи, се намалува бројот, ако збориме за ловниот и риболовниот туризам, се ограничува бројот на ловот. Значи, пошто треба, значи, да се пази да не се губат животинскиот свет. И дали може да ни помогне прогласувањето на национален парк за профилирање на различни форми на туристи, односно проширување на таа туристичка понуда и не само локално, туку и поглобално? Да. Значи, со прогласувањето на национален парк, нормално дека стануваш, влегуваш, односно во
брендираните туристички места. И те знаат не само како туристичка дестинација за да привлекуваш туристи, но и имаш едно позитивно, значи едно ниво по високо ниво како национален парк. Каде ја гледате шансата за Шар планина во контекст на поддршка? Каде треба да се бараат партнерства кај локална, кај централна власт? Па првично би било добро кај локалната самоуправа, па после да идеме до власта, па после до странските инвеститори кои имаат интерес, значи ова место да го подобрува туризмот и својот развој во овој аспект. И да сублимираме, дали можеме да предвидиме некаква временска рамка, кога може да сметаме на туризам на националниот парк на Шар планина за 4 сезони? Сега зависи од човечкиот фактор, пак ќе потенцирам колку они се заинтересирани овој вид на индустрија, значи зборувам за туризмот, да се развива што побрзо на овој дел. Ние мораме да потенцираме тоа дека Шар планина не само на Полошкиот регион му помага, туку и на целата држава во целина. Туризмот како индустрија е главен елемент или главен фактор, како сакаме да кажеме, на развојот или растот на економијата во државата. Се надам дека тогаш прогласувањето на Шар планина на национален парк ќе се случи што поскоро и ќе може да ги почувствувам бенефитите од тоа. И јас се надевам дека што поскоро ќе го доживеаме тоа. И исто така да видиме што повеќе туристи, било странски или домашни, што ќе ја посетат Шар планина и своите убави.